Башкими забележа нов триумф во првата лига во рамки на 13-тото коло, откако на домашен терен со 2-1 гол доби Работнички кој влегува во се поголема резултатска криза и мака мачи да излезе од истата, а овој триумф е победничко деби за староновиот тренер Блажи Некиевски кој се врати на тренерската клупа. И Некиевски вели дека многу му е мило што се враќа во клубот каде тој направи голем успех, откако го внесе Башкими во прва лига после 11 години, а особено што неговото деби беше победничко. Прво, сакам да кажам дека ми е многу драго што се вратив во овој клуб, кај што поминав 2 прекрасни години. Фала на Господ се враќам со победа, која што е многу важна за продолжетокот од сезоната, не чекаат тешки надпревари. Само сакам да се заблагодарам на публика што доаѓа, што не поддржува, исто односот према мене, не сакам да го коментирам, феноменален. Значи, исто со оваа победа може да му честитаме на претседателот на клубот, денеска има роден ден. И тоа е благодарен сум на играчите, дадоа максимум. Можеше и порано да се реши овој надпревар, меѓутоа што е тоа е, гледаме напред, ова заврши. Сакам да му посакам на Работнички успех во понатамошна сезона и се надевам дека клубот ќе успее да се спаси од испаѓање. Конечно радост за Пелистер, кој славеше со минимални 1-0 над Брејара Струмица, со што новиот тренер Милан Стојановски конечно донесе радост за навивачите и верените чкембари. Трите бодови се повеќе од важни со тоа што Пелистер фаќа приклучок кон позициите кои водат кон директен опстан во фудбалската елита. Стругот Тремлум со убедливи 4-0 го декласираше Арсими, со што поранешниот шампион дојде до 10-тото славие, а пак дебитантот Арсими го запиша 6-тиот пораз. Стружени продолжуваат со тесната трка за првото место со Вардар, кој пак го доби Тиквеш со убедливи 3-1 на домашен терен и со тоа црвено-црвените остануваат на врвот од табелата како непоразен лидер.